Како што најавивме, Студиото 10 продолжува со дебатата за избор на градоначалник за општината Штип. Имено Телевизија 24, од самиот почеток на изборната кампања, како и претходно во информативните изданија, се обидува да ги представи кандидатите за градоначалници, но и проблемите и ветувањата во сите општини во Македонија и се обидуваме да имаме еден сеопфатен пристап што на граѓаните ќе им пружи што појасна и што поцелосна слика за состојбите со локалните самоуправи во целата држава. Во денешната дебата тука ги имаме сите кандидати за градоначалници кои се пријавени за овие локални избори. Добро утро, добар ден на сите. Сакам да споменам за гледачите дека вие седите според распоредот на гласачкото ливче. Па така одиме поред. Прво е господинот Ванчо Санев од коалицијата ЛДП и Дом и коалицијата која се нарекува Одлучност за промени. Добро утро. Добро утро. Потоа е господинот Иван Јорданев од ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија. Добро утро и од мене. Добро утро, господинот Сашко Николов, актуелен градоначалник на Штип, повторно предложен од СДСМ и коалицијата Најдобро за мојата општина. Добро утро, благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. И господинот Симеон Поликарп, предложен од Интегра, Македонска конзервативна партија, како кандидат за градоначалник на Штип. Добро утро, срдечен поздрав до гледачите. Да. Добро утро на сите. Верувам дека сте ги следеле овие дебати, но сепак да ги повториме правилата и за вас и за гледачите. Сите ќе имате 2 минути почетно излагање во кое ќе можете да одговорите на прашањето. Потоа имате право на 1 минута реплика, доколку имате да реплицирате нешто на тоа што го кажува вашиот соговорник, може слободно да се јавите. И потоа тој на кого се однесува репликата има право на 1 минута контрареплика, се разбира доколку сакате, доколку имате потреба. Дебатата ја поделивме на неколку сегменти со обид да ги представиме сите проблеми со кои се соочува општината. Ќе почнеме прво со урбанизмот, со оние прашања кои се важни за секој град, со урбанистичките проблеми и решенија. Потоа наредни се дивоградбите, потоа имаме еден блок кој е водоснабдување, проблеми со водата, потоа јавни предпријатија, состојбата, шумите, сообраќајот и останато сето она што ја тангира општина Штип, а верувам и сите општини во државата. Почнуваме, како што кажав, по ред од господинот Ванчо Санев со урбанизмот. Господине Санев, знаеме дека еден од главните проблеми на Штип е што 10 години нема генерален урбанистички план. Тој е проблем кој се провлекува низ повеќе градски администрации, тој е проблем за кој зборуваат повеќе градоначалници, најавуваат решение, но решение се уште конкретно нема. Кој е вашиот план? Имате ли во вашата програма точка која предвидува да го тангира ова важно прашање? Најпрво благодарам за поканата на учество во оваа емисија и поздрав до гледачите. Во врска со генералниот урбанистички план и состојбата во која се наоѓа општина Штип, сето тоа е резултат на една состојба во која се провлекуваат и променуваат градоначалниците и партиите. На ова му кумува и законот повеќе за легализација на тивите објекти, кој повеќекратно се продолжуваше, прошируваше и всушност доваѓаме до една состојба, велам, скоро единствен проблем во која двете големи партии се сложија за последниот обид за легализација, беше суштината да се добие нешто на политички план. Инаку, генералниот урбанистички план е заглавен. Она што можеме да го понудиме за воиднина, доколку бидам избран за градоначалник, ќе биде ширењето на индустријската зона во правец према Велес по автопатот и овозможување и концентрација на
нови индустријски објекти, паралелно со она што е замислено во мојата програма за наредните 5 до 10 години, концентрација околна на растојание од неколку километра на фотоелектрични централи и таа концентрација на индустријски нови објекти и фотоелектрични централи би довела до новиот импулс развоен на општината. Што се однесува до центарот на градот, знаеме конфигурацијата на Штип, таму доминираат семејни куќи, проширувањето на градот е единствено можно во правец на индустријската зона и цело време внимание за ненарушување на ширината на улиците и останатото. Да, ви благодарам. Господине Јорданов, недонесувањето на генералниот урбанистички план е производ, како што кажав, на повеќе градски администрации во кои учествувала и вашата партија. Планирате ли нешто да смените на овој план, бидејќи еден од најголемите градови на истокот, не знам, може би е најголем, да нема генерален урбанистички план и граѓаните цело време обвинуваат дека тамо владее еден урбанистички хаос, дека градот на многу места диво се шири. Како вие планирате да го решите тој проблем? Апсолутно сум согласен со ваквата констатација и верувам дека сите овде присутни на оваа дебата сме согласни дека носењето на генералниот урбанистички план е од круцијално значење за развојот на нашата општина. Прашањето е како ние ќе развиваме општина Штип ако немаме донесено генерален урбанистички план повеќе од 30 на години. Ќе ве коригирам, не се работи за 10 години, туку повеќе од 30 години. Што значи дека сето она кое што во меѓувреме се случувало во нашата општина е решавано како затечен проблем кој што локалните власти се обидувале да изнајдат решение од различни причини. Јас не навлегувам во минатото што се случило и зошто досега не е донесен генералниот урбанистички план. Дали во прашање е урбаната мафија, дали во прашање е она кое што значи неодговорност на локалните власти, ние треба да ја трасираме едината. А едината е дека мораме да го донесеме генералниот урбанистички план, како што напомена и Санев, затоа што ние мораме да го планираме развојот, каде ќе се шири градот, со која намена ќе бидат парцелите, еве потенцијални инвеститори кои што сакаат да дојдат во нашата општина, да инвестираат, да отворат повеќе работни места, немаат можност да откупат парцела каде што ќе отворат производствен погон, затоа што се уште ги немаме прецизирано овие работи. Од било кој аспект, ако сакаме да ја развиваме општината, нужно ни е носењето на генерален урбанистички план. Причините заради кои што претходните локални власти не успеале да го донесат и зошто е моментално блокиран, можеме да ги бараме. Постојат повеќе причини, една од нив е и проблемот со урбаната мафија, со дивењето во централното градско подрачје. Еднаш за секогаш мора да се трасира начинот на кој што ќе функционира општината. Жалам што тоа досега не е направено, а еве, како што напоменав, било кој да биде градоначалник, приоритетно ќе биде носењето на генералниот урбанистички план. Да. Повелете со реплика, да, прво. Па, господин Јорданов е во право. Дивењето и самата урбана мафија, веројатно, ако постои, не знам јас законски, меѓутоа, да не забораваме дека 8 години се донесоа некои чудни решенија за градба на одредени згради, каде што буквално, според деталниот урбанистички план, беа планирани каскадни згради, таму се направија згради кои што буквално се пресече земјиштето, падот на земјиштето се наруши и се сложувам дека урбаната мафија работи, меѓутоа работи уште во ваше време и денеска ние сме само сведоци и се бориме со резултатите од урбаното дивење во изминатите 8 години пред да дојде Социјалдемократскиот сојуз на власт. Меѓутоа, мора да знаете дека овие работи застана, овие работи се сопреа и се што се прави во овој момент во градското подрачје, во околното градско подрачје, во руралните средини, се работи според ново изграден детален урбанистички план кој што си го работат и компаниите и општината и се работи според закон со одавање одобрение, градични одобрение и така натаму. Да. Контрареплика, повелете. Да. Кога веќе мораме да знаеме, Николов, вие треба да знаете дека сте 4 години власт локална во Штип. И тоа што сега јас го комуницираме во ваше време
Јас не навлегувам што се случувало во минатото. Ако ме прашувате дали имало грешки во минатото, да, имало. Дали тие грешки биле во времето на ВМРО ДПМН? Да, биле. Но поголем дел од незаконитите дејанија се случуваат и во времето на Социјалдемократскиот сојуз. И затоа сте вие градоначалник, затоа дојдовте да донесете живот, да ги промените состојбите. Зошто сега се амнестирате од одговорност дека кога сте вие градоначалник или кога Социјалдемократскиот сојуз ништо незаконски не се случува, туку она кое што не функционирало е во времето на ВМРО ДПМН. Дајте да гледаме напред. Доста се враќавте во минатото. Граѓаните ја казнале таа опција која што не работела добро. Овде сме за да го трасираме патот во иднината, а вие сте актуелен градоначалник. Ако сте сакале да го донесете генералниот урбанистички план, да ставите крај на овој хаос кој што се случува во градот, сте имале можност. Да. Жалам што не сте го направиле тоа досега. Да, благодарам. Господин Николов, сега е вашиот ред за ова прашање. Вие велите дека сте ја наследиле состојбата, но ја наследиле и многу ваши претходници. Можете ли еве да ни објасните вие како актуелен градоначалник што е толкавата потешкотија, еве како што вели и вашиот колега Јорданов, 30 години да не може да се донесе ГУП за Штип. Зошто е тоа толку тешко? Јас ќе бидам малце попрецизен, не е 30 години, од 1968 година е донесен последниот генерален урбанистички план. Значи вие одите уште понатаму, Уште, да. значи тоа е по архива и според документи, веројатно треба малци да кандидатите пред да излезат на ваква дебата да дискутираат за генералниот урбанистички план, треба да се информираат во општината, тоа е транспарентно. Генералниот урбанистички план 2018 година започна да го изведува компанија која што на тендер доби за изведување на генерален урбанистички план. Од декември месец, јануари 2021 година јануари, јас во редовна комуникација со компанијата, со буквално работење со нашите урбанисти во општината, успеавме до јули месец да го завршиме генералниот урбанистички план, да го пратиме на ревизија во Министерството за транспорт и врски. Најдоа забелешки, ги коригиравме забелешките и во овој момент пред 10 дена беше закачен во системот кај катастар, каде што тоа е протокол кај што минува генералниот урбанистички план, минува во катастар, завршува, наредна фаза е ЕВА на електродистрибуција каде што треба да дадат позитивно мислење за новиот изработен генерален урбанистички план, а понатаму повторно оди во Министерство за транспорт и врски каде што се веќе одобрува и се носи назад во Советот на општина Штип, каде што се надевам дека средината на октомври новиот совет предводен од Социјалдемократскиот сојуз ќе го изгласа генералниот урбанистички план и тоа мора да знаете дека носење на генерален урбанистички план е процес кој што трае 3-4 години. И ние од 2018 за 3 години успеавме да донесеме нов генерален урбанистички план, кој што до средината на ноември ќе биде изгласан во Советот и потоа ќе почне да, според тој генерален урбанистички план, наредните 3-4 години се работи нов детален урбанистички план за комплетно планирање, инфраструктурно, урбанистички и индустријски за ширење на нашата општина. Така да се слагам со господинот Јорданов, со господинот Станев, дека без генерален урбанистички план не може да се функционира, да се работи, меѓутоа Социјалдемократскиот сојуз од 2018 вклучително со 2021 година изработи и ќе Штип има нов генерален урбанистички план кој што ќе ги задоволува сите стандарди и потреби на една современа општина. Господинот Јорданов има реплика, мислам. Да. Николов, оваа реторика ќе направиме ми е добро позната во ваше владење. Вие за сите работи, па вклучувајќи го генералниот урбанистички план, презентирате пред јавноста дека што туку не сте завршили. И така и за другите инфраструктурни проекти за кои што авер немате ништо да направите, цело време манипулирате со јавноста дека што туку еве не е отпочнато и цело време манипулирате со тој гол популизам. А во реалноста не е така. 4 години вашиот претходник, колега Бочварски и вие заедно манипулирате со јавноста дека што туку не е донесен генералниот урбанистички план. Па што правивте 4 години? Еве се согласувам дека претходниците ваши не успеале. И согласен сум затоа еве биле поразени на избори. Но зошто вие ја барате поддршката на граѓаните кога 4 години ништо не сте направиле во поглед на ова? Сега треба да се амнестирате вие дека после изборите ќе го направите тоа. Зошто да ви веруваме ние и граѓаните? Имате контра, да? Да, па верувам дека вие сте економисти и како економист не очекувам да ги знаете овие работи. И јас како доктор не ги знаев, меѓутоа морав да ги научам. Генералниот урбанистички план, господин Јорданов, е процес кој што бара време и работа. Вие да го isprojektирате во кој правец се гради една населба или една општина, тоа е тежок процес.
и ви кажувам дека е завршен и можете да си ги проверите во катастар, каде што е моментално официјално закачен генералниот урбанистички план, тоа може да се види транспарентно и јавно. Ние не зборуваме за ние не зборуваме за некакви работи како што вие ги сега моментално на еден начин извратувате работите. Вие ќе направиме, ќе се собереме, ќе се организираме. Ние завршуваме работи. Генералниот урбанистички план е изготвен, генералниот урбанистички план е закачен во системот и сега е тоа процес, треба да се научите што значи процес на изготвување и закачување во системот на генералниот урбанистички план и овој процес ќе заврши некаде средината на ноември месец. Тоа е сложена постапка која што Социјалдемократскиот сојуз ја започна 2018 и 2021 година ќе добие нов генерален урбанистички план. Благодарам, господине Поликарп, кој е планот на Интегра да се справи со ова што велат граѓаните урбанистичко дивење во Штип? Како вие би ја подобриле оваа состојба? Секако дека, како преходите што рекле, се сложуваме сите дека во Штип не се памти кога последен пат е донесен ГУП за градот или за општината Штип. Тоа се должи или произведува многу проблеми со тоа што инвеститорите има ги многу кои би сакаат да инвестира во општината Штип и во градот како Штип, но за отсутство на ГУП, генерален урбанистички план, се откажале. Ја тврдам тука јавно дека пред некои години, нема да именувам кој, во владењето на која партија, ја лично бев на консултација со кој градоначалник, затоа што имавме еден партнер од Америка, од Нью Йорк, кој сака да инвестира во градот Штип или општината Штип, современа болница, дом за деца без родители и старечки дом. Тоа би било еден голем масивен проект кој треба да се лосира во општината Штип или во градот Штип. Но станува подоцна невозможно заради тоа што е осудна ГУП, кои што би се определиле која дел од општината или градот би се лоцирал од таква проект. Ние имаме понатака, можам да зборувам до утре, но во отсутство на ГУП, општината според нас треба да биде изложена како сервис на граѓаните, а не да им служи на малкумина политички елити. Ако е во сервис на граѓани, тогава ќе се земе во предвид. Ќе се обновува или ќе се земе напори, ќе се прави напори да се направи нов ГУП за градот и општината Штип, каде и обичните граѓани кои што од Зорт градат диви куќи, диви градби и така натака. Да. Ви благодарам, господине Поликарп. Ке се навратиме, јас верувам дека во текот на дебатата повторно на урбанизмот, има подточки тука доста. Одиме со дивоградбите. Според вие, господине Санев, го спомнавте законот за легализација на дивоградби кој се подготвува во собранието и кој се уште не е донесен. Имаше доста дебати околу тој закон, дали баш така треба да се донесе. На територија на општина Штип се регистрирани околу 3800 дивоградби, тоа се податоците кои се објавени. Доколку се донесе законот за легализација, ја претпоставам дека повеќето од тие дивоградби ќе можат да се легализираат, но со овие константни носења на закони за легализација и не само овој, туку и претходните закони, тука се отвара и прашањето дали така треба да функционира правната држава, каде што луѓето градат на диво, после тоа им се легализира и цело време така во круг. Јас веќе еднаш спомнав дека една од ретките работи со кои се сложија двете големи партии е новиот закон за легализација и дополнување на процесот на легализација, со која се отворија широко вратите за легализација не само на оние кои навистина им е потребно, туку се отворија вратите за уште поголема злоупотреба. Нашата лидерка на дом, Маја Морачинин, изречито како пратеник се спротистави на тој закон, каде што подржа таков нов закон само доколку е наменет за навистина сиромашните семејства,
со мали приходи и навистина објекти кои суштински мора да се легализираат и завршат, а да се затвори процесот на дивење, на легализација или нови градби кои ќе почнат и со тоа уште повеќе да се наруши целиот систем и дури тогаш да се оневозможи правењето не само на генералниот, туку и деталниот урбанистички план. Она за кое се залагаме е хуманиот аспект. Со новиот закон да се обрне внимание посебно и да се даде предност на есенцијалните потреби на луѓето за да си ги дооформат своите објекти и повеќе, а се работи за мали објекти, додека сето она што значи големи градби со самиот закон ќе треба да се престане и да не се легализира. Ставот наш е во тој правец. Да се обрнеме према малите градби, оние кои се веќе почнати, оние кои веќе се оформени, а да не се отвара никаков простор за манипулација. Значи да им се дозволи на обичните луѓе, да речеме, да ги легализираат објектите. Господине Јорданов, кога зборувам, имавте реплика? Ако може. Да, може, да. Ако имате и вие, да, борете. Повелете поред, нема врска, да. Се согласувам со господинот Санев за дивоградбите и јас сум еден од оние кои што е против легализација на дивоградбите, меѓутоа ние сега се снаоѓаме со 3800 диви градби кои што се веќе во функција и треба или да ги рушиме, или општината да направи начин, односно државата, за да успееме да наплатиме некој данок од нив и сами комунали. Така да со овие закони за легализација на веќе постоечките дивоградби кои што се веќе направени, зборуваме за оние кои што се поклопуваат и се вклопуваат во деталниот урбанистички план, да им се даде шанса да бидат легализирани, да им се даде шанса да си платат, мислам дека е 2 или пута 3 комунали кои што се предвидени со новиот закон за легализација и на тој начин овие граѓани со овие дивоградби да влезат во системот за наплаќање на даноци, наплата на комунали. Така да сето она што се крши со закон, со деталниот урбанистички план, и јас стоам на тоа дека би требало да биде отстрането. Да. Господине Поликар? Според мене, да не вртиме, постојано да вртиме во круг, ако нема ГУП, ако нема главна урбанистички план, секогаш ќе простои, ќе продолжува диви градби. Со ГУПот го решава проблемот на дива градбата. Значи мораме прво да се концентрираме, да фокусираме кон правење на генерален урбанистички план, за да може со тоа да се спречува нови никнување на дивоградби. Дивоградби секогаш ќе продолжува во отсутство на ГУП. Да. Ви благодарам. Господине Јорданов, кога зборуваме за дивоградби во Штип, имаше неколку случаи кои привлекува внимание на јавноста. Тоа е случајот со пензионерскиот дом, кој беше во времето на претходниот градоначалник Бочварски. Случајот со трговскиот центар во Штип се привлекува веќе со години низ повеќе градски администрации. Вашата партија, значи, се залага за донесување на овој закон, ми се чини, и за решавање на сите овие проблеми? Вака сега. Јас ќе зборувам од моје лично име како кандидат за градоначалник. Тоа кое што јас го нудам на граѓаните е да имаат можност сите оние луѓе кои што се од социјално ранлив карактер, односно се социјално ранливи категории на граѓани, кои што веќе имаат изградено некој објект, кој што, како што напоменаа и другите дискутанти, се вклопува во деталниот урбанистички план, кои што не се објекти преку кои што ќе се добива некоја комерцијална корист, ќе се обавува некоја дејност, туку се објекти за домување. Подобро е општината да ги легализира овие објекти до одредена квадратура, нормално, дека мораме да имаме одредени правила на се уште не сум навлезен во суштината и во содржината на самиот закон, но она кое што е логично е дека не смееме да дозволиме да има закон за легализација на објекти каде што ќе се врши комерцијала, односно каде што ќе се врши дејност. Затоа што од тоа имаат некој корист. И овде сме категорични и изречни дека не смее тоа да се дозволи. Што се однесува до овие објекти кои што вие ги напоменавте. Домот за стари лица и трговскиот центар. Домот за стари лица е од круцијално значење за општина Штип како центар на Источна Македонија. Е од јавен интерес. И објектот кој што е од јавен интерес
не смее да стои незавршен, затоа што штипјани по возрастните категории имаат потреба од него. Ако навистина е од јавен интерес, зошто да не се донесе еден консензус помеѓу политичките чинители и конечно да се отклучи процесот на легализирање на овој објект, односно да се отргнат административните пречки затоа што е од суштинско значење за градот Штип. Тоа е мојот став како кандидат за градоначалник. Ние треба да работиме во интерес на граѓаните. Ако интерес на граѓаните е да имат дом за стари лица, кој што е веќе до одредена фаза завршен, зошто да не се направи политички консензус за истиот да бидат отргнати административните пречки? Да, претпоставам репликата е за домот, така? За домот е репликата, заради тоа што овие наши сограѓани пензионери инвестирале 500.000 евра во изградба на еден таков убаво издание, убава градба на пензионерски дом. Меѓутоа, проблемот е што во одреден период од работењето на некои градоначалници им дале дозвола да го прават тоа без да ги потегнат сите оние правни и процедурални постапки кои што се потребни да се изгради еден дом. И ние денеска се наоѓаме во една, да не речам стапица, во еден ќорсок каде што сакаме да им помогнеме на овие луѓе, разговараме веќе 3-4 години да им помогнеме на овие луѓе за да го добијат легализацијата на ова прекрасна зграда каде што ќе може да ги обува своите функции. Меѓутоа, кога имате ситуација кога некој работел не според закон, не според правила, не според протоколи, без никакво градежни одобренија, без никакви основни проекти, дале насока да се гради и луѓето сега затечени во оваа ситуација. Меѓутоа, да не се секираат, во наредниот период се надевам дека законот за легализација ќе помине, а веќе во соработка со Министерството за транспорт и врски сме на прав пат да го дозволиме да го направиме оно што нашите пензионери, нашите постари сограѓани го заслужуваат да го имаат. Да, благодарам. Тајмерот е погрешен, ова беше реплика, само да подсетам до режија, сега одиме со прашањето за градоначалникот Николов. За вас конкретно прашање за Штипскиот трговски центар, значи за проблем кој се провлекува, како што кажав, низ повеќе општински администрации. Кај вас, според последните податоци, второстепената комисија го поништи одобрението за градба, но вие повторно не постапивте по тоа. Оштетените сопственици поднеле и жалба до Државниот управен инспекторат, кој утврдил дека општината не постапува по второстепеното решение и решиле или да постапите или да платите казна. Вие повторно не сте постапиле, сте решиле да платите казна. Што се случува со оваа дивоградба, надградба на градскиот трговски центар, зошто не постапувате по? Вака сега, јас ќе бидам малце подебнит, бидејќи првата недела кога влегов во општината како градоначалник се судрив со проблемот за самата дивоградба, односно беше прогласена во тој момент, после 2-3 недели беше прогласена за дивоградба, заради тоа што самиот Виши суд ја повлече самата градежно одобрение за трговскиот центар. Овој трговски центар моментално се наоѓа во управна постапка пред Виши суд. Пред Виши управен суд и ние мораме да ги почекаме сите инстанции за да почнеме да делуваме. Ја во овие 9 месеци имав средба со сите вклучени, инволвирани во постапката околу самиот трговски центар. Инвеститорите, оние кои што имаат своји дуќани, оние кои што бараат да се руши, оние кои што не бараат да се руши и со адвокатските тимови на оние кои што се влезли во оваа постапка. И договорот беше на сите заедно да ја почекаме да заврши, да се донесе одлука на Вишиот управен суд, а потоа ќе делуваме според тоа што ќе даде насоки управниот суд. Така да многу е лесно да го струшите. Искрено, ако се прашувам јас, внатрешниот дел кој што е на самиот трговски центар стварно е чирка во центарското градско подрачје. Надвршниот дел изгледа доста убаво самиот трговски центар, меѓутоа ќе ги почекаме законите кои што ќе ги донесе, односно насоките кои што ги донесе Вишиот управен суд и ќе делуваме апсолутно според нив. Бидејќи мора да знаеме дека кривично дело е неспроведување на законот и злоупотреба на службена должност е не вршење на спроведување на законот. Така да ќе ја почекаме таа постапка и ќе ги поднесеме самите барања. Проблемот е што овој трговски центар многу одамна бил поставен, повторно ќе кажам, на крива нога. Биле дадени соодветни насоки да се работи, да се гради и е завршен како што е завршен. За жал, постапка за рушење и спречување на градбата бил уште од самиот момент кога почнал да се гради, меѓутоа на тоа никој не реагирал тоа време и е завршен. За среќа убаво изгледа од надвор
и консеквенциите за жал ќе ги носат граѓаните, општината, односно финансиски ги погоди тоа граѓаните наши. Ја само едно подпрашање за ова, градоначалниче, бидејќи сите овие, како што кажавте, и пред вас што се носени решенија од сите тие инстанции, судски, државни, правни, ми се чини дека не го одлагаат решението, дека тие требало да бидат спроведени исто како што треба да биде спроведена и сегашната одлука, но вие велите во договор со сопствениците се решиле да чекате повисока судска инстанца. Дали тоа така може? Значи, Дали треба да спроведете ние тоа како општина, како институција, ние мораме да ги доследно дочекаме сите одлуки на судовите. Моментално се води постапка пред Висши управен суд. Кога ќе заврши таа постапка, веќе ние немаме опција што понатаму да правиме, односно да го спроведуваме законот. Ние морате како општина да ви кажам дека тоа некаде би коштало општината над 3 милиони евра. Над 3 милиона евра ќе кошта рушењето на трговскиот центар и тоа што општината треба да ги исплати штетите. И јас не сум спремен и не сакам да ги ставам на моите граѓани, нашите граѓани во еден трошок заради тоа што во одреден дел од работењето на општината на одредени градоначалници направиле превид, увид или некаква грешка во нивното односење на одлуки. Така да јас ќе ги почекам и Висшиот управен суд, тоа е веќе последна инстанца, а после тоа ќе делуваме според законот и според насоките кои што ќе ги даде управниот суд. Јас разговарав, имавме неколку средби со нашите сограѓани кои што се директно инволвирани во ова со цел да видиме, да ги сочиме проблемите, да ги слушнеме и нивната страна, и страната на адвокатите, и страната на тужителите, и страната на барителите, на бранителите, ради тоа што секоја приказна има две страни. Сепак јас сум нов градоначалник во 9 месеци, каде што директно ми дојде проблемот кој што мораме да го решаваме во овие 9 месеци или во овие 4 години. Меѓутоа, главната одлука станува збор за 3 милиони евра кои што треба општината понатаму да ги исплати како оштета на самите инвеститори кои што влегле во оваа приказна, и затоа ќе ја почекаме одлуката на Висшиот управен суд, а потоа ќе делуваме според закон. Благодарам, господине Поликарп, планот ваш доколку станете градоначалник, како вие би се справиле со дивоградбите, би го почекале ли овој закон кој се носи на државно ниво или би се обиделе нешто локално само иницијативно да направите? Благодарам. За тоа се кандидирам како кандидат за градоначалник за градот Штип. Дека има друга опција. Каде тој кој што ќе седи на таа фотелија, ќе биде градоначалник на честност, на доблест, на искреност. Што значи дека не само што можам да правам како градоначалник, но во својство на градоначалник треба да исправувам. Значи, предизвик е тоа. Преходните, како што слушаме сега, преходните градоначалници, кој што правил. Но ако ја дојдам во функција, првото задача би било да исправам тоа што е скривено. Затоа што и тоа е добивка за општината и за граѓаните од општината Штип. Ако скривените работи, скриените да се откриваат, да се исправат, да се постават здрав темел. Честност, со доблест, со искреност, за да може следите генерација кои што ќе наследуваат, за да може да градат на здрав и цврст темел. Значи, јас како градоначалник ќе тежнеам да исправам тоа што е скривено законски, како што дозволува. И честно да се води работите, кои што е во интерес на целокупната граѓани на општината Штип. Така и во нашата држава. Да. Благодарам. Имавте Само да се надоврзам, се слагам со господинот Поликарп, меѓутоа мора да знаете, господин Поликарп, дека во нашата општина имаме еден градежен инспектор кој што е за неколку месеца пред пензија и уште еден градежен инспектор кој што пред 2 месеци доби лиценца за градежен инспектор, и на тоа се сведува целокупната работа за да делуваме, да ги спречиме дивоградбите. Законите за урбаното работење и контролирање на работата на градежните компании и на самите физички лица како граѓани во нашата општина се сведуваат на одлуки кои што ги носат граѓаните инспектори, дават забрана за продолжување на градбата, пошто се гледа дека е дивоградба, меѓутоа нашите граѓани продолжуваат да работат. Така да законите кои што ги имаме на локално ниво и моќта кои што имаме на локално ниво со градежните инспектори сме многу ограничени, и мислам дека треба во идно време да се работи во соработка со министрот со трансформација тие секундарни примерни комисии за градење и рушење да бидат малце поригорозни и да делуваат навремено, заради тоа што кога градежен инспектор ќе донесе одлука за прекин на работа,
треба да се прекине со работа и овде да настапи и повисоки инстанции за да можат да спречат градење, заради тоа што кога ќе се донесе една одлука за да се отстрани објект, веќе објектот неколку години и луѓето живеат во него. Да. Добро, ке... Може? Да, повелете? Да, секако се сложувам со тоа што вели градоначалникот, но нема проблем кој што нема решение. За било кој проблем да е во животот, ако има волја, ќе се најде и решение. Значи, не треба да ги оставиме работите за некој кој ќе дојде по мене или некој друг да дојде да обави работата. Ако јас сум сега моментално на оваа функција, мојата глава болка е, мојата задача е, за собствен избирам да бидам тука, да решам тој проблем. Како сакате? Да, благодарам. Одиме со друг проблем кој можам да кажам многу подиректно ги тангира граѓаните на Штип, тоа е водоснабдувањето, исто така стар проблем, децениски проблем, повеќе администрации него решаваат. Имаме застарена водоводна мрежа, шести дефекти, делови од градот со денови се без вода. Низ водоводната мрежа се губат околу 60% од водата за пиење. Господине Санев, што предвидува вашата програма за овој проблем? Токму така, велите историски проблем, е историски проблем. Јас сум лично поврзан со овој проблем. Мојот татко, првиот директор на комуналното јавно предпријатие Водовод и канализација, 60-тите години ги набавува од сплитската фабрика за азбестни цевки и ги монтира во поголем дел на градот. Така е и направена и почнување на изградбата на водоводната мрежа. Во најголем дел тоа е Васил Доганџиски на селбата. За жал, од тогаш, од 60-тите години, за среќа од 60-тите години, татковците на градот сватиле и со прогласување на азбестот како тешка канцерогена материја, распишале самопридонес во кој пишува дека треба да се гради брана и да се изврши замена на целата водоводна мрежа. Никој тоа не го почитува, дури имаше и референдум неуспешен кој требаше да ги сите тие работи стави и понатаму господата од двете големи партии си продолжуваа и дојде време кога на овие локални избори на површина исплива проблемот. Градот е во проблеми, немаме водоводна мрежа квалитетна, имаме проблеми со набавка на водата, која, ако продолжиме да ја купуваме од браната во Злетово, ќе ни оде 50% во неповрат. Нема никаква економска оправданост, а да не зборувам за загрозувањето на здравјето на луѓето со пиење на вода која минува низ канцерогени цевки. Ова е во согласност со политиката, зелените политики на мојата партија, Дом, и ние ќе инсистираме, доколку бидам градоначелник, во период од наредните 4 години планирано целата азбестна водоводна мрежа да биде заменета со челични цевки. Господине Јорданов, еве како што вели и вашиот колега Санев, проблем на кој за кој зборувале двете големи партии кои го управуваат градот Штип во изминативе децении, но проблемот никако не се решава. Дали вие би направиле некаков драстичен исчекор тука за штипјани конечно да добијат навремено, да имаат целосно време вода за пиење, таа вода да е чиста, значи да живеат како граѓани во 21 век? Ова е суштински проблем за кој што мораме да имаме консензус помеѓу политичките партии. Затоа што станува збор за еден голем проект, за кој што општината во овој момент нема доволно финансиски средства за самостојно да го реализира. И затоа треба сите активни чинители во политиката да бидат согласни, дали преку референдумско изјаснување, дали преку начин на позајмица, на подигање на кредит, со кој што ќе треба да се обнови целокупната водоводна мрежа, како што напомена и Санев. 1/3 од водоводната мрежа во Штип е со азбестни цевки кои што се директно ги загрозуваат граѓаните, односно здравјето на нашите сограѓани. И во таа насока ние мораме да размислуваме на кој начин ќе го решиме овој суштински проблем. Но во меѓувреме, што предлагаме ние?
предлагаме контролирање и промена на водоводната мрежа по реони со скада систем, на кој што начин ќе успееме првично да ги намалиме загубите на вода. Нешто кое што функционира во многу светски развиени градови и кое што треба да најде примена и кај нас во Штип. Да, добро, имавте реплика или? Реплика, да. Може. Значи, секундарната водоводна мрежа која што е до нашите домови, таа веќе генерално се менува, како што гледаме, преку 50 дефекти имавме, помали дефекти на малите водоводни секундарни мрежи ги се смени. Значи, тие се смените веќе со пластични, со челични цевки, меѓутоа главниот проблем лежи во главните водоводни линии. Тоа се, како што каже господинот Цанев, бетонски азбестни линии и тие не се една третина, него се 100% бетонски азбестни материјал. Така да тие мора да се променат, не се една третина, господин Орданов, него се комплетна главна линија е со азбестни цевки. И тоа мора да се решава и тоа мора да се решава подхитно, заради тоа што на нашите граѓани имавме дефект во ноември месец, каде што буквално 5 на 5 бетонска плоча изрипа од земјата под притисок и можеше да направи хаварија, да не дај Боже да дојде до смртни последици или повреди на нашите сограѓани, меѓутоа не дојде. Останатиот дел што се работи по секундарна водоводна мрежа, веќе ги наваѓаме дефектите, како ги отклонуваме, така ги правиме промена на секундарната водоводна мрежа. Да, повелете, да. Некако имам чувство дека по сите овие прашања имаме човек во студиото кој што сака пред јавноста да се прикаже дека доминира во познавањето на проблемите, но во реалноста не е така. Сите овие проблеми кои што ги комуницираме овде, само декларативно некако имавме можност во изминативе 4 години да ги видиме, да ги слушнеме, но никако да се решаваат. И затоа, можеби ова што го комуницирате, Николов, и да е така. Можеби работиве кои што ги презентирате да се така. Можеби азбестната линија која што вие ја кажувате да е таква, но што направивте вие? Еве јас ќе ви одговорам. Кредитот кој што го имаме подигнато како јавно предпријатие пред 20 години за обнова на линија 1. Во ваше време јавното предпријатие ИСА не го враќа на ЕБОР, репрограмирање правите на долг, а зборувате дека ќе ја обновувате водоводната мрежа и дека треба да сме согласни дека истата таа треба да биде променета, а не правите ништо во пракса, за волја на вистината. Не сакам да се враќам во минатото, но во време на ВМРО ДПМН истиот тој кредит, кој што бил подигнат, се враќа. Да. Зошто сега не се враќа? Ке можете во делот на вашето време да одговорите на ова. Јас еве уште едно поконкретно прашање. Ова го спомна и господинот Цанев. Дали е вистина дека вода од хидросистемот Злетовица се користи сега за снабдување на Штип за вода со пијење? Значи, џабе ќе ги смениме водоводните цевки ако немаме полни цевки со вода. Знаете дека самиот систем по кој што се снабдува со вода нашиот град се бунарските системи кои што се потечени од некад брегалници зависат од нивото на реката Брегалница во жешките летни денови, дали ќе се наполнат базените со вода. Веќе во завршна фаза се пушти последниот тестен период за пуштање на хидросистем Злетовица преку филтер станицата која што е направена 4 милиони евра инвестиција во нашата општина и веќе општина Штип ќе има задоволителни од мислам дека за 10 дена да стигнат резултатите, сертификатите од хигиенските заводи, ќе имаме 300 литри во секунда доток на вода, чиста планинска класа 1 број вода. Така да, тоа е веќе решен проблем и нашите сограѓани во наредните децении нема да имаат проблеми со водоснабдувањето. Нашите генерации, децата и нивните деца. Проблемите што ние мораме да ги бараме и да ги работиме, господин Роданов, не се тоа, ќе ми дозволите само да. Значи, не станува збор дека вие главната водоводна мрежа ќе ја смените за денес утре. Дали знаете дека проектот кој што е изграден за изградба на водоводната мрежа изнесува околу 5 милиони евра. 5 милиони евра со само придонес од фондот, значи имаме собрано не повеќе од милион евра. Го спомнавте кредитот од ЕБР. Вашите градоначалници се вратиле 0 денари, да ви кажем искрено. Градоначалникот директорот кој што бил на јавното предпријатие ИСАР, господинот Здравко Коцев, тоа време има вратено околу 6 милиони денари од долгот, меѓутоа после тоа до денеска вие немате вратено ниту денар. И денеска се среќаваме, само ќе дозволите. И денеска ние се среќаваме со една ситуација каде што од 60 милиони денари долг ние сме стигнале во 8 години работење на ВМРО ДПМН не вратиле ниту денар од долгот и ние се среќаваме со каматни стапки кои што се стигнати на долг кој што го презема сега Министерството за финансии на 200 милиони денари.
И првиот месец дена кога дојдов како градоначалник, јас се судрив со блокирање на сметката, ради тоа што поврзани се предпријатието и САР со општината, и успеавме со централната власт да успееме да направиме репрограмирање на долгот и сега се бориме за да каматната стапка биде избришена за да го вратиме основниот. Добро, ова ќе го важиме како ваш одговор на прашањето. Одиме со реплика на господин Ѓорданов. Вакви невистини и ваква манипулација класична мора да се демантира и ќе ве демантирам во текот на утрешниот ден. Заеднички ќе ги погледнеме документите во јавното предпријатие и извештаите, во кое време е отплатен долгот и зошто вака грубо манипулирате пред македонската и штипската јавност. Срамота е што се служите со вакви груби манипулации и лаги. Не доликува на функцијата која што извршувате. Ова најодговорно ви го тврдам. Што се однесува до водоводната мрежа која што треба да се обнови. Зошто вие, Николов, не излобиравте како градоначалник или како еден од влијателните луѓе во Социјалдемократскиот сојуз парите кои што беа распределени од карго аеродромот кои што не успеавте да го реализирате во Штип? 35 милиони евра. Зошто поголем дел од тие средства Штип како општина не доби за да можеме комплетно да ја обновиме водоводната мрежа? 1 милион евра од 35 милиони претходно наменети средства директно за Штип доби општина Штип заради вашата неспособност да излобирате. Камо среќа да имавме можност поголем дел од тие средства кои што претходно припаѓале на Штип им ги украдовте на граѓаните. Камо среќа да имавме можност поголема ставка да припаднеа на општина Штип, па да не водевме сметка на кој начин ќе ги финансираме сега овие потреби. Благодарам. Контрреплика господинот Николов и одиме со реплика господинот Санев. Мене ми изненадува вашето незнаење како пратеник во собранието да не ги знаете ситуациите кои што се случуваат со ТАФ аеродроми и финансисите кои што ги одобруваат. И не 7 милион евра, него се 78 милиони денари, скоро 1.300.000 евра, кои што ТАФ ги дава на општина Штип за изградба на водоводната линија. Тоа што треба да ве подучат и вашите во вашиот пиар во партијата дека проектот за водоводна линија е завршен и веќе чекам уште една дозвола од екологија и животна средина и веќе после 10 дена тие средства без тендер, бидејќи ТАФ директно наоѓа изведувач, започнува изградба на линија 2 водовод во Мерите. Господин Јорданов, јас се чудам како може да настапувате на една дебата без да ги знаете суштинските проблеми на една општина. Веројатно, седењето во Скопје во пратеничките клупи, шетањето по скопските кафулиња пред да се вакцинирате, пред да дојде законот за вакцинација, ви одземало доста време да не бидете активен во учеството на работењето и проблемите на општина Штип. Ви благодарам. Мораме реплика господинот Санев, чека од пред малку. Повелете. Ќе повторам. Добро е што се случуваат локалните избори. Инаку ни штипјани и ни Македонија немаше да знае дека во Штип има голем проблем со водоводната мрежа. Почнувајќи од 60-тите години, 90-тите, кога требаше нешто да се направи, до ден денес. Од дискусиите на колегите гледам дека упорно немаат консензус за битните прашања. Јас повторувам, доколку бидам избран за градоначалник на Штип, со сите сили ќе работам за да го почнам тој проект, да го завршам за 4, можеби 6 години, кој сака нека продолжи после мене, но азбестот мора да се отклони од цевките и не смеа да се имат толкави губитоци, бидејќи очигледно е дека со губитоците на вода, цената на водата мора да порасне. Тоа ќе е уште поголем проблем за граѓаните. Контрреплика? Добро, малку се измешавме. Да, он има контрреплика на господинот Санев. Ќе ви давам и вас една минута. И тука ќе завршиме со тие контрреплики. Да, значи прво мора да знаеме дека во договор со Хидросистем Златовица 8 месеца од кога ќе биде пуштен системот да тече во нашите цевки, ќе имаме бесплатна вода. Второ, проблемот со губењето на водата не е само во проблемите во дефектите на водоводната линија, него е проблемот и во дивите приклучоци. Преку 150 диви приклучоци успеавме да отклониме во овие 9 месеци и на нашите сограѓани да им дадеме водосаати за да може да се бидат регуларно приклучени, да се плаќаат вода колку што ќе се потрошат. Главниот проблем во врска со обезбедувањето на овие проекти е завршен.
Значи веќе со централната власт се обезбедени средства, заедно со поддршка за самата Европска банка за обнова и развој ќе бидат обезбедени овие 5 милиони евра средства кои што во фази етапно ќе биде изградена водоводната мрежа, така да се слагам со господинот Санев дека без разлика кој да работи, овој проект е веќе завршен и веќе се одобрени средства од централната власт кои што ќе поминат на во собрание и да го продолжи овој проект задолжително за општина. Господин Јорданов, уште ви остана, мислам, контрреплика од излагањето на... Добро, благодарам. Подносно овие... Чекай само за да прашам, јас зборувам реплика, јас контрреплика завршуват и Не, знаете што, се измешавме малку, но бидејќи директно го нападнавте, му даваме шанса една минута, доколку има потреба ќе ви даваме на вас, не е проблем. Значи за динамика на дебатата, бидејќи не е добро да остана да одговорени, нели, прашањата. Повелете. Николов, вие како доктор, кој што сиве овие години обавувал една таква дејност, јас ве почитувам и на претходнава дебата ви кажав, вашето место е во болницата, но немојте пред јавноста да прикажувате една доза на ароганција, дека имате познавање од комуналните дејности. Ова ароганција која што во изминативе неколку денови комуникација со јавноста ја прикажувате дека вие ги познавате комуналните дејности и работата во локалната самоуправа, не носи ништо добро на нашиот град. Ваквиот однос не носи ништо ново кое што граѓаните сакаат да го видат. Затоа ве почитувам како добар доктор и вашето место е практично таму. Но немојте да не влегувате во теми за кои што немате познавање, а упорно се прикажувате пред јавноста дека сте верзирани и дека добро работите. На крајот од денот, граѓаните имаа можност да ве видат вие како работите во овие неколку години власт локална самоуправа во Штип. Добро, мислам дека завршивме отприлика. Ќе дадам повторно. Вие зборувавте најмногу, ги користите најмногу репликите и контррепликите, мислам легитимно. Легитимно, да. Господине Поликарп, вашето решение за водоснабдувањето на Штип, деценетски проблем, замена на азбестни цевки, еве како што велат и вашите соговорници, голем план, многу пари треба за тоа, има ли начин да се изведе? Ние како нација сакаме во Европа. А нели е пологично прво да имаме европски плата, па ако не влегуваме во Европа, пак добро не е. Што сакам да кажам со тоа? Не можеме ние да зборуваме, не е спорно да се сменува цевки азбестни, да се отфрлува канцерогено, не е спорно вода се губи и така натаму. Но до сега од искуството што јас лично имам за живот во Македонија е гради, руши за да поправи и да го градиш. Зошто не слушав јас план или проект или идеја на кој начин ние ќе ги смениме тие цевки. Нели, не рековме 5 милион, 4 милион, толку кошта, но дури и така не слушав конкретен план како можеме да ги смениме тие цевки во отсутство на подземен катастар. Штип не располага со тоа. Нели има канализација, нели има сајте... Да, тоа е еден од проблемите, исто што нема подземен катастар. Ако нема подземен катастар, а нели би било превично во мојот ум, јас како градоначалник би концентрирал, фокусирал на тоа. Води тоа би било идеален пристап, идеално решение. Мора да го решиме, сакаме европски град, како Штип да биде европски град, сакаме Штип да биде европска општина, тогаш и решението треба да биде европско. А решението е еднашка, но долговечно решение. Мора да почнеме од правење на подземен катастар, да знаеме што, кој, каде се наоѓа, подземни води и така натака, за да може кога ги располагаме за таква информација, сега ефективно можеме да почнеме со променување на старите цевки и така. Да. Тоа е мојот пристап. Благодарам, треба да направиме една кратка пауза за реклами и брзо се враќаме во студиото, продолжуваме со останатите прашања за градот Штип.